Додатоците во исхраната се поприсутни, но фармацевтката Џејми Мартинес предупредува дека некои од нив се не само бескорисни, туку и потенцијално штетни. Таа ги издвојува калциумот и мултивитамините како примери за суплементи кои не го даваат очекуваниот ефект и понекогаш можат да предизвикаат здравствени проблеми. Иако калциумот важи за клучен во заштитата на коските, истражувањата не потврдуваат дека суплементите го постигнуваат тоа. Напротив, тие можат да се таложат во крвните садови и да предизвикаат бубрежни камења. Мартинес препорачува калциум да се внесува преку храна како тофу, наут и зелен лиснат зеленчук. За мултивитамините, таа вели дека се слабо апсорбираат и често пати се непотребни, освен кај постари лица или оние со дефицити. Нејзиниот совет, индивидуален пристап и разновидна исхрана наместо универзални суплементи. На социјалните мрежи вирално се шири рецепт за чоколаден колач без печење, кој се приготвува брзо и едноставно, а резултатот е кремаста торта во 3 слоеви. Основата се прави од мелени бисквити и путер, средниот слој е комбинација од крем сирење, сладка павлака и шеќер, а сето тоа е прелиено со чоколаден ганаш. Покрај тоа што изгледа атрактивно, десертот не бара печење и е идеален за топлите денови или кога ви е потребна брза и вкусна опција за гости. Колачот се лади најмалку 4 часа, а според коментарите на корисниците, вкусот е како од сладкарница. Многумина кои го пробале велат дека рецептот е толку лесен што и почетници во кујна можат да го направат без грешка. Состојките се достапни, а крајниот резултат е впечатлив и го задоволува дури и најпребирливиот вкус. Со оглед на големиот интерес, не е изненадување што овој колач стана хит на YouTube и Facebook. Готвачите препорачуваат да се сервира со свежо овошје или со топка сладолед за дополнителен ефект.